И како што веќе неколку пати подвлеков, говорејќи за едицијата блог записи, блогот како нов медиум меѓу македонците има се повеќе приврзаници, а од 1 април на Блогерај официјално постои Сдруженијето на блогери на Македонија. Во нивните цели и задачи, освен промоција, развој и ширење на блогосферата кај нас, постои ставка интернет промоција на културата, историјата, уметноста и природните особености на нашата земја. Судејќи според моќта на интернетот, се чини дека задачата што македонските блогери си ја заделе е навистина за поздрав. Арвена или Димитровска Василка, автор на археоблогот, еден интересен блог кој што обединува наука, односно археологија, обединува лични ставови и мислења за оваа област, обединува, моментални трендови за археологијата и незиното презентирање во сајберсферата. Кога пред прилика едно 2-3 години за прв пат го отворив археолошкиот дневник, всушност почнав да ставам на него текстови кои претходно беа планирани за една друга издавачка куќа, која имаше нарачано серијал на тема археологија. Меѓутоа таа идеја пропадна, не знам поради кои причини, и едноставно местото каде што можев да ги пласирам некои веќе напишани текстови беше блогосферата. Едноставно, како што требаше да се вика првично книгата пред многу години, мојот археолошки дневник, така на почетокот се викаше и блогот. Од, многу подоцна потоа еволуираше блогот во археолошки дневник, па во Volume 1, па сега сме моментално Volume 2 и така. Како човек од фелата, какви се вашите сознанија за реакциите на презентирање на археолошко наследство, разговори и дебати за вакви теми на блогосферата? Да ви кажам дека за изминативе 3 години се соочив со многу факти, кои често пати во вид на критички осврти ги изнесувам јавно, може да се прочитаат кај мене, бидејќи излезена сум со име, со презиме и покрај никот кој сметам дека блогерите може да си го задржат како нешто ним својствено. Сметам дека присуството на археологијата во медиумите е се уште мало. Исто така фалат дебати, посебно фалат научни дебати, потоа фалат списанија, фалат научни списанија, фали дури и популарна литература. Археолошкиот дневник како книга е некоја фузија помеѓу наука и помеѓу она што јас го нарекувам public and popular archaeology. Меѓутоа, ни оддалеку ниту може да ја отслика, ниту ја отсликува македонската археологија, бидејќи јас се занимавам и со македонското, меѓутоа и со светското културно наследство. Не можеме ние да останеме настрана. Вашите постови, она што значи личен став, е тесно поврзано со фактите. Колку е тешко или лесно да се дојде до некои податоци кои што се потребни за она што го пишувате? Па прилично е тешко да се дојде до податоци, првенствено затоа што поголем број од археолошките наоди, посебно од Македонија, не се публикувани. И тоа е нешто на кое што треба да се поработи во иднина, се надевам дека ќе се случи, бидејќи публикувањето на археолошките наоди ќе не стави на мапата на светот. Значи, доколку ние самите не се ставиме, нема никој да не стави, нема никој да не постави на онаа културна мапа на светот, и јас посакувам вистински, ако можат моите колеги да се вклучат исто така во блогосферата, дали со своји блогови, дали со своји сајтови и така натаму, со коментари или било што, бидејќи многу интересен факт е што вие со секој оставен коментар на блогосферата, всушност оставате еден непобитен факт за еден народ, за еден етнос, за еден јазик, за едно време и така натаму. Да не зборувам, значи, за цел еден блог или за цело едно општество од блогосфера. Така да блогосферата е феномен кој е интересен сам по себе, бидејќи отсликува едно време и практично го замрзнува. Такво какво што е.